Комплетирано 10-то коло во кошаркарската Суперлига на Македонија, МЗТ Скопје забележи 10-та победа со одвајќи Алирија убедливо со 78-63. Металците сами го одбираа противникот во полуфиналето од плейофот, па така заслужено стигнаа до триумф над Лирија, со кој пак повторно ги се сретнат во плейофот. Тодор Гечевски беше најефикасен со 18 поени, а по 15 постигнаа синове Чековски. Кај Лирија само Матич со 14 и Тасовски со 12 поени имаат двоцифрен учинок. Куманова забележа победа кај Струмица со 72-59, но тоа не беше доволно да обезбеди плейоф, бидејќи работнички го совлада Кожув со 69-66, пошто кумановци ги загубија шансите за доигрувањето. Мандич даде 15 поени за кумановци, додека кај Струмица се истекна Арсич со 18 поени. Па така познати се полуфиналните двојки во плейофот. МЗТ како првопласиран ќе игра против Лирија, додека работнички ќе ги одмери силите со Кожув. Првите надпревари од плейофот се играат веќе предстојниот викенд. Шпанска Севилја ја освои фудбалската лига на Европа, откако синоќа ја победи Бенфика дури по пенал рулетот, откако во регуларните 90 и 120 минути резултатот беше 0-0. Двете промашувања во пенал серијата беа копни за португалскиот шампион Бенфика, кој втора година поред загуби во финалето на Лига Европа. Бенфика доминираше во текот на целиот надпревари, нејзините фудбалери почесто се наоѓаа во шанса за гол, но офанзивците на Жорже Жезус не успеа да реализираат и да избегнат проложенија, а потоа и пенали. Бето најпрвин го одбрани ударот на Кардозо, а во следната серија не реализираше и Родриго, додека фудбалерите на Севилја не погрешија ниту еднаш за да победат со 4-2 по изведувањето на пенали. За шпанскиот тим ова е трет триумф во Лига Европа, односно поранешниот куп на УЕФА, откако тоа му успеа и во сезоните 2005-6 и 2006-7. Бенфика останува без европски трофеи оваа година, а проклетството трае веќе 52 години. Играчот на Реал Мадрид Карим Бензема е трансфер цел број 1 на топџиите од Арсенал, кои веќе долго време се заинтересирани за францускиот интернационалец, но тој трансфер никако да се реализира. Арсен Венгер сака да го донесе својот сонародник на Емирати. Реал Мадрид ќе тргне по Луис Суарес од Ливерпул, па за добра понуда би можеле да се ослободат од услугите на Бензема. Арсенал има потреба од напаѓач, а раководството на клубот подготвува понуда од 30 милиони фунти за Бензема. Арсенал исто така се заинтересирани за хрватскиот репрезентативец Марио Манџукич, кој моментално настапува во Бајер од Минхен. Тимовите на Мајами Хит и Сан Антонио Спарс први изборија конференциски финалиња во NBA плейофот. Мајами го победи Бруклин со 96-94 во најнеизвестната средба од оваа серија, откако направи голем пресврат во последниот период и со 4-1 во победи ја затвори полуфиналната серија против Бруклин Нетс. Јунак на мечот беше ветеранот Рей Ален, кој погоди тројка во последните моменти од надпреварот, што му донесе водство на Мајами. Најефикасен беше Леброн Джеймс со 29 коша, а Двен Вед заврши со 28. Во конференциското финале Мајами ќе го чека подобриот од дуелот помеѓу Индиана Пейсерс и Вашингтон Визардс. На западот Сан Антонио Спарс е првиот финалист. Во петиот надпревар со Портланд, Спарс остварија победа на домашен терен од 104-82 за комплетирање на серијата на 4-1 во победи. Четворица од тимот на Сан Антонио имаат двоцифрен учинок во нападот, а најголем предонес дадоа Кавај Ленард и Дени Грин со по 22 коша. Во финалето од западната конференција, Сан Антонио ќе го чека својот противник откако ќе заврши полуфиналната серија помеѓу Оклахома Сити и LA Clippers. За вечера предвидени се шестите надпревари од полуфиналето на истокот и западот, дуелите помеѓу Вашингтон Индиана и Оклахома LA Clippers. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет по традиционален 17-ти пат од 13 до 19 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2014 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2014.
Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На кошаркарскиот камп Охрид 2014 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани и ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2014. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.